Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и утринската Здрава Македонија. Ово утро во вашиот дом носиме интересен занат кој што верувам дека многумина сакаат да го одберат, некои не ја имаат храброста, а некои можеби го немаат талентот или го имаат, но не го надградуваат. Се запознаваме со дама која итекако го има овој талент. Добро утро, велам за Александра. Добро утро, ви благодарам за поканата. Александра, уште како млада сакаше да го практикуваш овој занат, но некако храброста дојде многу подоцна. Раскажи ни ја својата приказна. Вака, јас со шминка прв пат доаѓам во контакт на мој 12 години. Тогаш ги земав шминките од мајка ми, нели, како и секоја девајче, и се шминкав с кришум. Потоа кога дојдов средно, почнав така малку поактивно да шминкам другарки, вака комшики беа задоволни, дури имаше и малце љутење што не можев сите да ги постигнам. Па имав една мала пауза и кога дојде време короната, тогаш нели бевме сите дома, затворени, и тогаш дознав за школа Убавина арт. Морам да поздравам Марија Мојсовска. Она ми возможи обука кај едукаторката Милена Косик. Стварно научив многу од нив. Си бев и самоук пред тоа, си беше се како што треба од нивна страна и продолжив да си шминкам. Подоцна се вработив во Кико Милано, продавницата. Таа е продавница за шминки. Си беше убаво, си стекнав искуство, нови клиенти и решив дека дојде време сама да си отворам нешто мое. Така дојде до идејата да си отворам моје студио. Веќе 3 години сме на пазарот за индустрија, за убавина. Има клиенти, задоволни се, побарувачката е голема. Колку сете невестите, матурантките и полуматурантките пребирливи? Со кого е најтешко да се работи? Дали невестите пред големиот ден имаат возбуда повеќе од потребното, матурантките и полуматурантките, и кои се нивните побарувања? Вака, мислам дека невестите се малку позахтевни, нели нормално е тоа. Меѓутоа, на крај искачаме задоволни, да. Повеќе сакаат поприроден изглед, значи повеќе руменило, ама пак да биде понежно. Нежни усти барат, повеќе нежни тонови, земјени тонови. Матурантките се знаат, тие се помлади девојчиња, сакаат малци и појако. По старата граница, нели, по старите женички бараат скромно да видат. Нешто поприродно. Да, поприродно. Так. Александра, се сеќавате ли на вашиот прв клиент, кога го отворивте студиото, на тој што прв ви ја дал довербата да ги заработите лично првите финанси? Да, тоа била мајка ми. Мора да биде некој од фамилијата. Мајка ми беше прва, па потоа почна и другарките и така стекнав лојалност и доверба спрема нив. Кои се оние клиенти кои што постојано се враќаат и постојано ви ја даваат довербата и колку чувствуваат слобода да ви речат оставам на тебе? Тие се од самиот почеток, уште дома кога работев, и мислам дека ја препозна мојот талент, мојата љубов спрема работата и до ден денес уште доаѓаат за било каков настан. Што е најтешкото? Дали може би да се разбудите наутро, бидејќи невестите имаат потреба од рано во зори да бидат подготвени, или што е најинтересното во вашата професија? За мене нема ништо тешко. Освен четките, што треба да ги исчистам на крај, да, меѓутоа друго, све што сакаш да работиш со љубов, нема ништо тешко. Колку експериментирате? Со бои, со текстури, со се она што го нуди пазарот за убавина? На сама себе имам експериментирано со бои, меѓутоа на клиенти многу ретко, ради тоа што бараат повеќе едноставни работи, нешто што се сигурни, во нешто што може да го износат. За сите оние кои што не гледаат, се на крстосница да одберат и да започнат нешто свое. Што би ги советувале? Да си следат својата желба, својата љубов и нема ништо тешко.
За крај на овој убав разговор, Александра, за сите што не гледаат, сакаат да ви ја дадат довербата, каде може да ве лоцираат, да погледнат секакви фотографии, додека разговараме, гледаат убави фотографии, но тоа да го направат детално. Така. Имам профил на Инстаграм, Студио Тодоровска, се наоѓаме Карши Сити Мол, има и адреса напишано на профилот и слободно може да не контактираат во било кој период од денот. Ви посакувам успех, чекорење на пат кој што си го имате замислено и следно кога ќе се сретнеме во уште поголемо студио со уште поголем број на клиенти кои ќе се зад вас. Така, ви благодарам многу и за вашата доверба што ме повикавте да бидам дел. Така. Ова е Александра Тодоровска, која и како практикува одлична уметност во нешто таа знае и умее да го направи. А вие, доколку сакате за ваш битен ден да ја дадете довербата, едноставно тоа направете го. Побарајте и уживајте во уметноста која таа практикува веќе долги години наназад. А ние натаму ќе го пренесуваме се што е важно низ нашата камера.